она кое што ни следува во продолжение, еден од прилозите кои што нели секојдневно ни ги подготвуваат нашите дописници од Македонија, овој пат во продолжение ќе одиме во Штип. На 2 милиони евра ќе чини реконструкцијата на државниот студентски и ученички дом во Штип, нова инсталација, столарија, кров, фасада и сето она кое што ќе го има во стариот дом. Реконструкцијата ќе почне од јули, ќе трае 18 месеци. Повеќе детали за оваа реконструкција и конкретно за сите новитети на оваа тема од Викторија во продолжение. Комплетна реконструкција на државниот студентски и ученички дом браќа Миладиновци во Штип почнува од јули, со што значително ќе се подобрат условите за живот и престој на студентите и учениците. Со инвестицијата старата зграда ќе стане енергетски ефикасна, ќе добие нова фасада и кров, а ќе бидат поставени и фотоволтаични панели. Со самата реконструкција ќе се зголеми комфорот и функционалноста на собите на сите студенти, ќе се замени целосната водоводна и канализациона инсталација, комплетна замена на санитарната опрема и поставување на керамички плочки во санитарните јазли. Имаме целосна замена на електричната инсталација, целосна замена на системот за грејење, изработка на енергетско ефикасна фасада, замена на кровната конструкција и прозорците, поставување на фотоволтаични системи и производство на електрична енергија и комплетно реновирање на кујната со поставување на нова опрема во согласност со ХАСАП системите. Браќа Миладиновци е единствениот државен студентски дом во Штип, во кој престојуваат 130 студенти и 180 средношколци. Според планот, реконструкцијата на објектот треба да заврши во рок од 18 месеци. Раководството на домот прави планови и анализи за нивно времено сместување, со цел никој да не остане без покрив над главата. Можна алтернатива за згрижување на учениците и студентите во следниот период се вршат преговори со Министерството, така што детали се уште немаме, меѓутоа правиме напори да не останат на улица. Реконструкцијата на домот ќе чини околу 2,3 милиони евра, средства кои владата ги обезбеди преку заем од КФ банката и се наемски за реконструкција на сите студентски домови во државата.